Собствениците на викендици и лозови насади кај местноста Чамлък се револтирани зашто диви сечачи им ги уништуваат поседите. Исечени овошни дрвца, пустошење низ шумата. Лозарите сведочат за дивење на ридовите над Струмица. Тврдат дека станува збор за организирани групи од турското мало кои што со денови пустошат во шумскиот појас. Не сакаат да зборуваат во камера зашто се плашат дека ќе имаат уште поголеми штети на своите имоти. Постојано звониме на шумска полиција, но одговорот е дека екипата е на терен, ќе забележат па ќе дојдат, никој пат не се дошле. Пред 2-3 години дојде обична полиција и тогаш имаше сечено, но некако сега. Сега е пустош направено. Бридж систем, значи нема едно дрво оставено, се е сечено. Лозарите велат дека немаат повеќе трпение и дека сами ќе најдат начин да се заштитат од дивите сечачи, доколку институциите не се погрежат да ја контролираат дивата сеча. И секој година има по некои проблеми. И тоа проблеми луѓето од турското мало. Секој ден, преку денли, како да ви кажам, но што ние одеме таму у Чамлък, име наши лозини, име овоштарници. До сега не беше се толку тоа нешто случило, колку сега таа година по снегот и пред снегот се сече и това немилосрдно. Сега ние ќе мораме лозарите што имат тие таму викендички да се организираме, да можеме и ние да си го бранеме това што го име. А нема да има милости ако некој најдеме што ги прават тие штети. Ќе бидеме многу незгодни и ќе има и обрачун меѓу нив и нас. Затоа да знаат дека нема веќе да попуштаме, ќе се организираме и ќе има проблеми. Ако веќе институциите не сакат да преземат, не да не сакат, тие сакат, ама не можат, не знам што ја работат, затоа што ланешната година исто јас имав голема сеча во моите лозија. Ако не сакаат да ни помогнат, ние вистински сами ќе се организираме. Што ќе направиме, како ќе направиме, ама тоа не е добро за никого. Тоа не е добро за никого и затоа така ќе се изразам, ги молиме институциите да излезат на терен, да организираат шумското, исто, падарите на времето беа вистински. Знаеше се, падарот ќе го стопира и ќе се изврши својата дејност. Сега веќе не. Камерите на Канал Виз во континуитет ги регистрираат со голените ридови над градот, особено во делот над Ловен дом, на Трим патеката што води до црквата Свети Илија. Досега институциите главно се препираат кој треба да ја заштитува шумата, дали шумското претпријатие Беласица или општинската власт.